Се враќаме со разговор во студиото и со нашите гости, секако на актуелни теми кои што ги имаме. Цеце, во овој дел да продолжиме со господинот градоначалник. Со градоначалникот, да, се разбира. Не споменавме во првиот дел градоначалник дека општина Дујран ќе донира 500.000 динари на семејствата на страданите во Куќање. Да. Помина одлука на совет, согласно буџетите, согласно можностите, колку што можевме најмногу, издвоивме средства за настраданите. Се надеваме дека ќе помогнеме во тој дел. Меѓутоа потикнавме, имавме и одредени акции за донација од страна на луѓето, на сметките кои што се дадени за донирање. Да. Така да се надеваме дека и ние даваме свој придонес за ваквите немили работи кои што ни се случуваат. Дај Боже да не се случуваат повеќе вакви ситуации, бидејќи навистина целата држава е погодена од оваа ситуација. Да, и дефинитивно. мислам дека напоменавме и на почетокот дека треба да се потрудиме системот да ни профункционира, да имаме коректори, односно инспекцијски служби кои што ќе коригираат самиот систем и дека само на тој начин можеме да успееме да воспоставиме правила и прописи кои што треба да се почитуваат и применуваат, а со тоа да спречиме вакви немили настани. Да, сигурно што сите граѓани ги интересира во овој период, во овие денови, да кажем, во секој градче, во секоја општина, колку дискотеки има, колку ноќни клубови и колку ги имаат тие соодветните лиценци. Што се случува во Дујран? Па кај нас немаме дискотека, односно кабаре кој што работи до десните часови. Да, кабаре. Се извинувам и тоа не го напоменав, да. Единствена дискотека од поголем обем е во Гевгелија, каде што го обслужува цел тој југоисточен дел, односно Гевгелија, Валандови и Дојран. Меѓутоа мислам дека таа дискотека ги исполнува правилата, една од поновите и навистина има стандарди, уште кога се влегува во неа се гледа дека значи и однадвор се гледа, бидејќи внатре сите дискотеки изгледаат онака како што треба. Така да сметам дека ги исполнува условите, односно самите служби треба тоа да го проверат и да го кажат. Да, е многу дискотеки, ноќни клубови и кабареа се затворија периодов, да. Рестораните ги имаме многу, меѓутоа дел кои што работат подолго, знам дека ги исполнуваат, пријавуваат навремено, ги проверуваат и самите инспекцијски служби. Да, верувам дека сега уште повеќе се вршат контроли кај вас. Да, да, и ова малце ги размрда сите стопанственици, почнаа да бараат нели и тоа што го нема да го исполнат и алгорати. За жал треба да се случи ваква трагедија за да почнат сите да работат по сите стандарди кои што се пропишани. Јас повторно ќе напоменам од аспект на општината, значи општината дава согласности. Еве сега ќе скажам, нели, тројца градоначалници нели се осомничени, односно во притвор, даваат согласности. Меѓутоа, општината е една од 5 теалки. И општината дава согласност само од аспект на тоа дали е блиску до населението, дали ќе има луѓе кои што ќе им сметат тоа е должна да го провери и да даде согласност. Меѓутоа, гледаме дека оваа дискотека секако била блиску и до самите населени места. Да. Но повторно ќе кажам, најголема обврска да го штитат редот и мирот е МВР. МВР биле тие кои што требало да бидат таму во дискотеката, да видат дали има малолетници, дали се точи алкохол, дали е преполна дискотеката, бидејќи таа дискотека како што знам јас е за 250 луѓе, таму имало 650 луѓе. Работното време, една година да нема лиценци и службите да не го проверат тоа е несфатливо. Така да пак ќе кажам, инспекцијските служби се тие кои што треба да си ја вршат работа. Да, морам да ве прашам за чувството кое што го имате како градоначалник. Сметате ли дека треба да понесат одговорностите оние кои што се приведени во моментот? Па секако кога си на ваква функција и за работи кои што можеби ти не ги знаеш, бидејќи нашата работа е со огромен се ослонуваш на службите. Службите се тие кои што проверуваат и даваат документи, има лице кои што го прегледува тоа, кои што го одобрил и на крај стигнува до градоначалникот. И секогаш градоначалникот во било која ситуација сноси одговорност. Апсолутно. Сноси одговорност заради тоа што е должен да го провери тоа што го потпишува. Сега дали си ти стручен на таа област или не, тоа не те прашува никој. Меѓутоа, затоа имаш служби кои што треба да бидат стручни и тие кои што треба да го проверат. За жал, не се само градоначалниците овде виновни се и тие во самата општина кои што го прегледале, го одобриле, го доставиле до градоначалникот, така да не може само градоначалникот да има. Многу повеќе лица треба да сносат одговорност. Бидејќи градоначалникот на крај е само потписник. Не, по повеќе се укажува
дека се работи за системска грешка, за нефункционирање на голем број на институции кои што не биле на висината на својата задача и едноставно не биле кадарни или пак едноставно така оставале работиве да поминуваат. Општините се само една алка во целокупниот. Само една алка во целокупниот тој систем. Тие имаат објективна, меѓутоа не смееме да забораваме и субјективната одговорност, бидејќи околу пренамената, околу должината на работното време и така има елементи. Не може еден градоначелник во едно мало градче да не знае што се случува во една дискотека, кои луѓе доаѓаат, кои структури доаѓаат. Јас се сомневам дека голем дел од тие поголеми дискотеки се и спонзори на градоначалниците, било од едната политичка партија или од другата, и на некој начин можеби тоа влијаело да прогледуваат низ прсти. Спонзори говорам во смисла на политичките кампањи кога ги воделе, и можеби тоа допринело да така полабаво малку гледаат, полиберално гледаат на тоа, не водејќи многу сметка, а сигурно и ослонувајќи се на за жал некадарните кадри со кои што се екипирани, дел им се наследени, дел многу мал дел тие имаат можност да донесат со оглед на буџетите и со оглед на критиките кои што ги трпат од опозицијата во Советот. Со многу малку градоначалници имаат донесено своји луѓе. Говорам за помалите градови, бидејќи помала е администрацијата и сигурно дека обемот на работите е ист. Ист е обемот на работите, односно надлежностите се исти. Така да велам, ова е крајно време да се освестиме и од ова мораме едноставно да извлечеме сериозна поука. Меѓутоа, таа поука не треба да трае 3 или 5 дена или месец дена, туку таа мора да биде едноставно правил, модус, начин на однесување како треба во иднина, да не работиме како што работеле другите. Еве, јас оваа прилика ќе искористам да го повикам јавниот обвинител да има, бидејќи имаме навистина со модуларната болница во Тетово, имаме навистина голем број на жртви, и тоа помина некако со одговорност на 1-2 доктори таму, иако деновиве се случува една од обвинителките кои што учествувала во истрагата, јавно со свој напис укажа на одредени слабости, односно намерни слабости кои што биле направени, се со цел да се отргне одговорноста на одредени високи функционери, и таа вели, доколку ме послушаа мене, пола влада требаше да заврши во затвор. И сега таа излегува со јавен напис кај што јавно кажува, вели, јас имавме наод од вештак во делот дека не била прописно изградена инсталацијата. Побарав вештачење околу градењето, тие не сакаа да го направиме вештачењето туку го правеа на некој друг објект. И еден од обвинителите кој што учествува сега бил таму, и таа окажува дека тој бил еден од обвинителите кои што се обидувал на некој начин да контролира, според нејзино кажување, ситуацијата, за да не излезе од контрола, за да не одговараат повисоки структури. И ова е добра основа да сега обвинителот, институциите на системот побараат да го отворат повторно случајот и да се најдат вистинските виновници за целокупната ова голема трагедија која што го зададе Тетово. Да, од темел да се погледнат работите. Од ново, од почеток да се почне. Ако не се лажам, премиерот и најави отворање на некој од случаите. Па не знам, јас не го имам случајот, меѓутоа еве мислам дека е ова убава шанса да се реотворат тие случаеви, па дури и за Дурмо и за сите останати случаеви кои што укажуваат дека сериозно затаила државата, и оттаму таа недоверба во институциите на системот, посебно довербата во судството и во довербата во обвинителството како најважни институции во оваа ситуација, поготово обвинителството кое што согласно новата кривична постапка која што се води согласно новиот закон, ја има доминантната позиција во делот на истрагата, како во целокупната предистражна, така и во истражната постапка. Така. Докторе Вангел, спомнавме дека во изминатиот период некако многу повеќе се соочувате со малегни заболувања на бемките. Зошто? Што според вас, дали е поради овие
озонски дупки кои што не се јавуваат пост-ковидно, некако се зголемуваат сите некои акутни состојби кои што се случуваат кај луѓето. Ја точно сега да кажам, но научно и да стојам позади тоа како сигурна теза, него едноставно јас тоа што го работам пост-ковид се јавија, значи се зголеми може за 40 до 50% бројот на малигни неоплазми, односно на карциноми на кожа кај луѓе, и тоа на делови на кожа кои што и не се изложени на сонце. Така. Или кои што се, еве сега имав скоро еден пациент кој што каде што направив хируршка интервенција, го пратив тоа на патологија, ми се врати со меланом, тоа е најинвазивниот карцином на кожа, каде што доколку не го спречите, не го извадите на време, преживувањето е до 6 месеци максимум. Значи многу брзо пушта метастази. Му се јавил во пределот на градите, сам ја приметил бемката, дошол, ја видовме, викам ова треба да се извади, не ми личи воопшто добро, така да е зголемена. Како се приметува, еве рековте да ја приметил? Што треба да се примети? Каква ја немал на тоа место. Одеднашка се појавила. Второ, Американската асоциација на дерматохирургија има поставено една абецеда по која што треба да се оди за да се има неколку критериуми да се исполнат за да се отстрани таа промена на кожа. Он идат А, Б, С, Д и Е. Значи А е асиметрија, значи одеднашка од округла бемка да стане, да ги смени своите граници. Под Б бордерс или граници, односно да нормалните бемки се јасно ограничени од здравата кожа. Под С колор или нели боја, одеднашка од само црна ќе стане и црна, и кафеава, и крв може да почне тече и да станува и црвена и така натаму. Д е диаметар, односно нагло зголемување кој што се приметува, и по Д е елевацијата, е веќе најтешката фаза и тие се многу тешки, така наречени нодуларни меланоми кои што се јавуваат претежно кај луѓе кои што имаат веќе некои или автоимуни заболувања или веќе имаат некоја малигно заболување. И сега бројот на покачување на самите малигни заболувања на кожата се должи и малце на покачување на здравствената свест и воспитание кај луѓето да дојдат да се прегледат и на техничките можности, односно на апаратурата која што имаме во денешно време, тоа да го проверуваме и да се дава на времена диагноза. Заради тоа што порано самите мои колеги, се зборам ова пред 50-60 години, имаат теза дека се што е на кожа во вид на бемка дека не треба да се пипа. Така. И сега можам да замислам колку луѓе починали од тоа што не треба да се пипка, сигурно и тогаш имало карцином. Сега веќе постојат протоколи, се што е до 5 мм, без разлика дали ги исполнува овие критериуми или не, веќе и Американската асоциација и Европската се сложија да се отстрани. Односно, образложението е подобро да има лузна од 1 до 2 сантиметри, наместо да се развие тоа. Зашто тоа може 50% и да преде во малигно, може да не преде, но не знаете. Так. Али вака го тргате и пациентот сигурен. А ако не го тргнете, тогаш веќе идат се дуваат други работи, како што кажав. Како се отстрануваат тие се ординацијски или? Тие се амбулантски интервенции со локална анестезија, хирушки се влага. Не се болни си, претпоставувам. Да, не се болни, хирушки се отстрануваат, се влага онолку длабоко колку што сметате дека е промената. Дека е потребно. Која е промената, каква е промената, место положбата, каде не можете сегде е различна дебелината на кожата. Се вади во здраво, се праќа на патологијата обавезно и добивате резултат дека например, меланома институт, тоа значи дека меланом во почетна фаза на не е уште развиен. Институт значи дека во клетката се уште на местото е, да, и дека е изваден во здраво, и во длабочина, и периферно. И тогаш веќе нема понатаму зашто да се секира пациентот. Да. Докторе, да искористиме шанса сега да прашам нешто. Слободно, живо. Бидејќи Скопје се соочува со аерозагаденоста. Колку аерозагаденоста влијае на зголемување на бројот на случаи, меѓутоа
Јас неодамна бев на една научна конференција каде што говоревме околу правните основи на бомбардирањето на Србија, односно Југославија 1999 година со тој осиромашен ураниум и таму слушнав фрапантни податоци. Јас во истражувањето, во опишувањето на мојот труд дојдов до некои податоци дека југот, посебно Косово и дел од Република Македонија се соочени со последиците од тој ураниум. Меѓутоа сега ни се надоврза и ова загадувањето на градот. И самото загадување, поготово од одреден дел од тие частички PM 2,5 се зрачат, радиоактивни. Значи не се воопшто не е нешто што треба да се занемари. Во однос на бомбардирањето, да, и тоа на жалост се гледа кај најмладата популација, кај многу деца има со појава на карциноми, за жал. И тоа деца, збораме 1 година, 2, 3 дури, и се раѓаат со карцином. А следствено на тоа аерозагадување сигурно влијае врз кожата, пошто покрај системите кои што е уринарниот или дигестивниот трак преку кој што ги исфрламе дел од отровите, дел од она кој што треба да се isпроцесира како крајен продукт на метаболизмот и да се исфрли од телото, иде и преку кожата. Така. И кожата ни е најголемиот орган, забораваме. И најголем орган и е изложена плюс и цело време на надворешна средина. Единствен орган кој што е изложен, не е заштитен, да. Така да сигурно има влијание. Да, предпоставува дека има, меѓутоа убаво да се слушне од експерт. За жал се повеќе доаѓаме до она каде што загадувањето многу сегменти во многу сегменти го загрозува на нашето здравје. Како да речеме, еве можеме да превенираме, што е она кое што граѓаните треба да го знаат и веднаш нели да дојдат или барем годишно да се направи некој систематски преглед, бидејќи за другото знаеме дека исто така за било која друга гранка во медицината, дали офталмологија и така натаму, каде што во текот на годината треба да се издвоиме едно време за себе и да си направиме еден систематски преглед. Прво, како што зборевме, најдобриот начин е законски. Значи да мора. Нема дали сакаш или не кеш, него мора. И второ, имаме еден голем проблем во Македонија, што има многу надри лекари. Во секоја област. Имаме интернет кај што се тоа прави интернет, форуми и така натаму, се тоа се поминува, па после се доаѓа на доктори. Сега вие кога ќе ви дојде, веќе таа клиничка слика изменета, не знаете што е тоа, што се ставал бил кај некој билкар, ставал таква крема, па ставал ваква крема, па ставал ова, и сега ја не можам да видам што е таа промена. Што била. Многу често има и луѓе кои што горат незаконски бемки и така натаму со некакви киселини и сме имале Сами дома го прават тоа? Во некакви импровизирани услови. Сме имале случаи на клиника кога бев на специализација да има човек од метастази од меланома, а примарната лезија, односно меланомот го нема, па ќе каже бев на пример на вратот тука го горе. Значи тоа било меланом, не било бемка, обична или било каква, и затоа треба прво за се нешто кога има проблем човек или чисто ако не се сомнева да дојде на доктор и да се прегледа. А не да пробува дома или да пробува да прашува во аптека со цела почит кон фармацевтите, но они имаат друг дел од професијата. Здравствената заштита според законот во Македонија смее да даде само доктор по медицина и доктор по стоматологија. Значи, тоа ја што ќе го препишам, треба да го издаде фармацевтот. Може да ме коригира во дозата. Например, да каже помало е, поголем е човекот и така натаму. Да каже пред јадење, по јадење, такви во однос на тие работи, а не да ја смени терапијата. Како што кажавме претходно. Така да таа све се уште на ниско ниво, пошто баш пред некој ден правев го проверував софтверот на пациенти, 99% ми се пациенти со високо образование. Завршено. Да. И тоа е, многу кажува, да. Значи, тоа се луѓе кои што се факултетски образовани и они си доаѓаат на доктор, значи сами не пипаат. За разлика од другите се додека дојдат веќе се поминати кој знае колку фази, колку ќе ти кажат. Колку ќе скријат, не знам.
Да. Да. И тоа е главниот проблем. Не само во мојата дејност, во сите дејности. Апсолутно. Така. Професор, еве колку младите се уште имаат ентузијазам да не останат тука, вие сте во директен контакт со нив, еве светоци сме овие денови каде што го изразуваат својот револт. Следат има доста написи каде што велат или не бркате или живи не горите. Револтирани се. Да, па сето ова што ни се случува е резултира токму со бегање на младите. Ние не успеавме младите да им обезбедиме поубава, за жал, не успеавме досега да им обезбедиме поубава иднина, а тие соочени нели со предизвиците, соочени со борбата за докажување, со желбата да прогресираат нели во животот, да имаат успех, едноставно наоѓаат канали, поточно тука Европската унија, каде што едноставно ќе биде вреднуван соодветно нивниот труд, нивното знаење. Токму ради онаа партизација која што претходно ја споменав, голем број на студенти се разочарани, а поготово трагедиите кои што ни се случуваат, митото, корупцијата, едноставно дополнително го зголемуваат нивниот револт и отпор кон целокупната нели оваа ситуација. И оттаму тие со право се организираат, меѓутоа еве јас ќе искористам оваа ситуација уште еднаш да упатам апел, овој протест да биде искористен во насока на притисок на институциите да се завршат професионално својата работа, а не да биде искористен во форма на отпор, кој што не треба да помислиме да дојде до тоа ситуација, отпор против власта, да го срушиме системот, бидејќи наводно овие не биле добри, ќе дошле некои други. Бидејќи тоа рефлектира многу други посериозни последици. Понатаму, овој протест не смее да биде ниту идеолошки, ниту политички. Јас се изненадив како одредена политичка партија во текот на вчерашниот ден, низината младина се обидува да го искористи за собирање политички поени. И од една страна, кога слушнав на медиумите дека студентскиот пленум ги откажал протестите токму поради директното инволвирање на политиката и на политичките партии, јас реков, добро е, веќе преовладува разумот. Се надевам дека разумот ќе преовладува и кај другиве овие невладини организации кои што преку ноќ се јавија. Добро е да се организираат, да протестираат мирно, меѓутоа тоа да не се претвори во насилство, бидејќи тој хаос не одговара никаде. Видовме што се случи во Србија. Сигурно не сакаме, никој не сака да тие таквите сцени ги гледаме и по нашите улици. Оттаму здраво разумно, мирно, тихо, достоинствено, со пораки до институциите на системот, а не треба да биде во функција на соборување на власта. Таа власт има позитивности, сигурно ќе има и негативности, меѓутоа сепак мораме да предвид дека 7-8 месеци, колку што јас знам, и ние треба сега во оваа ситуација да ја дадеме шанса да видиме како ќе заврши целокупниот овој процес, како ќе заврши целокупната оваа постапка, за да можеме едноставно после да имаме аргументи, сработевте, не сработевте, исто се однесувате како другите. Сигурно. Работевте како другите или сте подобри од другите. Дали сте за граѓаните, ќе се види дали се за граѓаните или дали се за задоволување на лукративните и лични па и партиски интереси. Така. Господин Ангов, еве ни доаѓа сезона, како што рековте, малку се отвара времето. Каква е состојбата во однос на сезонски работници, каде што сите сличните општини како што е Дуиран, секој пат нели се жалат во однос на работниците кога станува збор за нив? Па да, секогаш има потреба за време на летната сезона заради зголемување на бројот на посетители на туристи. Некако се снаоѓаат угостителите, меѓутоа трендот на зголемување на овие капацитети угостителски, сместувачки доведува до фактот и да се зголеми работната сила во Дуеран. Доаѓаат доста луѓе од цела држава да работат за време на летната сезона, меѓутоа фактот што самите ресторани, самите хотели веќе почнаа да работат и за време на викенди надвор од летната сезона. Исто така ја остава можноста овие вработени да работат и во текот на цела година. Се соочуваат со проблеми во разговор со самите приватни
компании кои што се бават нели со гостителство и со сместувачки и со сместување, имаат проблем со работната сила, меѓутоа сметам дека тоа е и позитивен тренд затоа што ќе ги принуди да ги покачат и придонесите, односно платите на самите вработени. И мислам дека од аспект на гостителството во Дојран се многу високи платите веќе за да може да ги задржат овие вработени. Така да има и позитивни аспекти тоа. Така. Доаѓа доста луѓе, како што напоменав, и надвор од Дојран, од општината, кои што работат постојано во Дојран. Има голем интерес, големи стари хотели кои што не беа во функција веќе 20-30 години, веќе се купуваат и има некое движење кое што е позитивно од време на короната па се реновираат. Да. Купени се реновираат, така да за краток период ќе треба и доста работна сила која што ќе биде потребна за да функционира. Што сметате вие дека е приоритет на општина Дојран да се работи на тоа? Па ние повеќе во последно време работевме на зголемување на туристичките понуди за да се привлечат повеќе туристи надвор од летната сезона. Ги спремивме капацитетите кои што веќе се нудат од новото јавно предпријатие, значи правиме организирани тури од 1 март оваа година, така што имаме предпријатие кое што го прави организирано веќе тоа, не како што беше порано. Самите објекти како што се Саат Кулата, Турската бања беа реконструирани пред 2-3 години, сега се спремни за да ги дочекаат и туристите. Сето тоа го промовираме и надвор од државата на сајмите за туризам во Белград, во Софија. Така да имаме огромен број на посетители, имаме веќе со новото предпријатие склучени договори и со други компании, односно хотелски комплекси кои што сакаат организирано секој викенд да си прават организации и своите посетители да ги користат овие услуги. Работевме на тоа, но треба уште да се работи затоа што на Дојран некако беше запоставен од аспект на Охрид, ајде да кажеме. Се инвестираше доста во Охрид и Охрид мислам дека во моментов е презаситен од градбите и од буквално се. И сега во овој момент Дојран доживува некоја градежна експанзија, ренесанса, меѓутоа таа треба до одреден момент и да застане, затоа што колку тоа се однесува на експанзија велите градежна, на колку тоа е само за локалното население и дополнително кои што се има позитивни аспекти. Значи сето тоа носи големи приходи за општината. Општината веќе е финансиски, да кажеме, стабилна, бидејќи се соочувавме со големи проблеми на почетокот пред 7 години со долгови. Сега сме финансиски стабилни и финансиски спремни да инвестираме ние во тоа што сметаме, не да зависиме од самата држава која што треба да распише одредени фондови, ние како општини да аплицираме и да добиеме средства. Сега одредени работи кои што сметаме дека се потребни да се направат, ги правиме и самите. Да, морам само да се надоврзам, дали аплициравте со предлог проект до владата од унгарскиот кредит? Аплициравме, но еве уште еднаш ќе кажем, тоа е уште една неправда за помалите општини. Затоа што помалите општини добиваат средства по глава на жито. Сега една споредба, ќе кажеме, една општина Команова, да кажеме, добива околу 500 милиони денари, ние како општина добиваме 24-5 милиони. И тука дефинитивно се прави една голема неправда спрема помалите места и стимулираме раселување на луѓето од село во град. Затоа што наместо да се направи обратното, да се даде повеќе на помалите општини затоа што се финансиски и послаби, се прави обратното. Тоа е една работа, а и друг проблем што се соочуваат и по големите општини е тоа што не се спремни со документација. Ние како општина веќе имаме аплицирано и за новите средства. Па во првиот повик имаме аплицирано за јавно осветлување на една улица, поголема од 2 километра и довршување на друга улица која што беше во едно населено место недовршено со претходно реализиран проект од Министерството за транспорт. Сега аплицираме за довршување на еден дел од пречистителната станица и нов цевковод до самата пречистителна станица, новата пречистителна станица која што успеавме некако со судни маки да обезбедиме финансиска конструкција за да ја направиме, а беше навистина потребно пред се за заштита на езерото. И сега правиме одредени ситни работи кои што требаше да се направат и да функционира онака како што навистина треба.
Ние веќе ги имаме аплицирано и чекаме одговор од владата, односно подпишување на Чекаме да видиме договорите. кој ќе ги добие. Требаше да биде краток овој рок, меѓутоа беше продолжен до април, се со цел да имаат шанса општините да ги довршат проектите, но јас И да како соберат градоначелник кој е документација. толку време веќе во на оваа функција, сметам дека ние како држава немаме и толку проектантски куќи кои што можат да изработат Да толку ги проекти. изработат. Така да големите општини сега се соочуваат со тој проблем, односно со немање на квалитетни проекти, односно документација за да аплицираат. Така. И не знам, треба да се даде шанса на помалите општини кои што се спремни. Треба да се даде шанса. Затоа што да се ако надеваме не се на спремни подобро. тие до тој период, треба да докажете еве остана толку и толку заштити, ајде кој е спремен нека аплицира повторно. Треба да се тргне негде да се надеваме на подобро утре, еве заеднички верам дека како што велат старите за памет ќе ни биде ова, па ќе се однесуваме сите одговорно почнувајќи од самите себе. Ви благодарам што денеска бевте гости во Здраво Македонија. Почитувани гледачи, останете покрај малите екрани.